Зачестија злоупотребите на трговците во продажбата на оризот, во пакувањата се почесто во македонскиот, поточно кочанскиот квалитетен ориз, се меша увозен азиски со послаб квалитет, реагираат од Националната земјоделска мрежа. Како Национална земјоделска мрежа постојано апелираме до институциите, посебно до инспекторатот, да изврши контрола, што точно се пакува и што се продава под името Кочански бренд. Еве за ваша информација, Кочанскиот ориз е брендиран уште пред 20 години и тоа е со сертификат и не смее да се дозволи злоупотреба на брендот Кочански ориз. За жал тоа се случува, се пакува ориз, се меша со некој увозен ориз, односно во истиот ориз кој се продава како прва класа имаме и крш. Така да сето тоа е на штета на земјоделските производители, а исто и на штета на потрошувачите. Освен оваа ујдурма, во пакувањата со ориз видно зголемен е и процентот на кршен ориз. Стандардно вели вака, дека до 7% е дозволено да има крш во пакувањето. За жал, ние сме сведоци и како потрошувачи дека имаме и над 30% крш, што апсолутно е недозволиво. Се прават груби манипулации од страна на овие и откупувачите. Тука треба максимално се вклучи државата преку институциите, преку инспекторато и да реагира. Тоа да се спречат тие злоупотреби. Во меѓувреме останува отворен акутниот проблем со откупот на оризот и ниската откупна цена. Проблем е откупната цена и неоткупувањето на оризот. Буквално никој не го откупува. И ако го откупуваат го по цена од 22 денара до 25 денара, а предмонта цена е 28 денара. Со ние сме во најлошото состојба од како постоја оризопроизводството. И сето тоа не е уред. Луѓето не знаат буквално што да прават. Ева временските неприлики види какви се. Влага има 22, 23, 24%. Тоа мора да се слуша. Ние немаме услови кај да го слушаме. И откупувачите сега се вадат на тоа. И се откупуват 3% има, одбиват и со по цена 25 денара. Од 25 па до 28. И сега која е производната 28, па ние која репродукција и за живот што ќе имаме? Буквално немаме ништо. Мислам, мора нешто државата, ако не преземе, луѓето се спремни да испаднат на пасо. Токму поради ова се почести и погласни се најавите на оризопроизводителите за протест. Во прашање е екзистенција на над 3500 семејства од Кочанскиот регион, каде на над 3000 хектари површина одгледуваат ориз.